skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve che dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srca dam. Se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srca dam. Hriste Bože, jaz te ljubam Isuse. Za sekoga vo mojto srce ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i poveda vo se. I so radost ke ti služam, ti si vnatre vo mene. I so radost ke ti služam, i jaz te ljubam Isuse. Еве го овој ден во Мавровската Агора, денеска по православните верници, денеска е голем петок. И небото плаче, се радува, излева животодавна вода. Кога Таткото Небесен се распна за своите деца, го даде својот живот за овците. Но тоа не значи само еднаш годишно да ти текне како подсетник, туку секој ден да живееш за Исус Христос. Мојот татко не сопира да работи, вели Исус, и јас не сопирам да работам. Татко мој, зборува и денеска низ мене, нека твојата сила и твојата љубов ги допрат сите оние кои се живи, кои се спремни да ги отворат срцата, кои се зрели да застанат пред тебе и да се покајат и да ја примат твојата исцелителна сила, да ја примат твојата радост, твојата љубов која никогаш не престанува. Денеска читаме дела Слава ти Господи Исусе Христе, а не читаме Јован, Евангелие според Јован 21 глава и до крајот, значи последната глава, Исус се појавува пред своите 7 наученици. Подоцна Исус уште еднаш им се појави на своите ученици кај Тибериското езеро. Еве овде е Мавровското езеро. Видете, Исус воскресна, тие се разбега. Се уште нема дух, тоа е целата суштина. Се уште Исус не е прославен. Каде? Во нивните срца. Во нивните срца. Тоа се случи вака и тие се беа собрале Симон Петар, близнакот Тома, неверниот Тома, Натаниел од Галилејска Кана, или Тома кој е двоен, синовите на Заведеј и Завдај и други двајца од Исусовите ученици. Симон Петар им рече: одам на риболов. Така и почна ова. Симон Петар и Андреј, двата браќа, двамина беа рибари. Исус им рече: дојдете. Дојдете бе, луѓе. Ќе ве направам ловци на луѓе. И тие се вратија, значи Исус се распнат, се вратија на риболов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. И ние ќе дојдеме со тебе, одам да ловам риби, вели Петар. Му рекоа тие и сите заедно тргнаа со бродчето, но цела ноќ не уловија ништо. Манде ми раскажува мојата сопруга, жена која е доста време во една заедница, и вели: никого не успеав да донесам, ниеден да уловам. Еве ова е тоа. Цела ноќ не уловија ништо, цел живот, ништо. Зошто? Взори го видоа Исус на брегот. Пази, Исус е на брегот, ти си во бродчето. А ти треба да дојдеш до брегот, да му дозволиш на Исус. Пазите сега, да поминеш преку вода. И сега, пазите го моментот. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Исус е на брегот, но не го познаа. Дали го позна Исус? Дали го возлюби? Тој им довикна. Ова сега им го кажувам на заедницата. Деца, имате ли нешто за јадење? Имате ли некоја риба? Немаме, му одговорија тие. На друго место, кога жената Самаријанка од стариот бунар им
му даваат физичка храна, материјална, тој им вели, јас имам храна. Имам јас храна што вие не ја знаете. Знаете, вашата храна е да ја исполнуваш волјата на Отецот. Ако не ја исполнуваш волјата, ти си гладен, твојот дух не е распламтен и немаш доволно сила да се спротиставиш на сатаната во тебе, на паднатата природа. Деца, имате ли некоја риба? Немаме, му одговорија тие. Тој им рече, фрлете ја мрежата од десната страна на бродчето и ќе уловите. Ти си на едно бродче од десната страна треба да бидеш. Тие ја фрлија и не можеа да ја извлечат од големиот број риби што ги уловија. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тогаш ученикот што му беше љубимец на Исус му рече на Петар, тоа е Јован, тоа е нашиот Господ. Види, Јован го позна прв. Затоа Јован го пишува Откровение на островот Патмос, на 100 години легнува и го снемува. Пазете сега, ако е веродостојно житието, а веродостојно е во духот, тогаш ученикот што му беше љубимец на Исус му рече на Петар, љубимец возлюбен, тоа е нашиот Господ. Штом слушна дека тој е Господ, значи тој го препозна, Симон Петар се препаша со наметката што претходно ја беше соблекол, скокна во езерото. И тој поминува низ вода. Значи потопот едно. Израелците низ мртвото море, низ Црвеното море. Второ, крстение во вода. Трето, низ вода. Женската утроба поминуваш низ вода. Скокна во езерото и почна да плива кон брегот. Влезе во водата. Останатите ученици со бродчето беа на околу 90 метри од брегот. Те сакам, Господи Исусе Христе, и набргу пристигнаа влечејки ја мрежата со рибите. Кога излегоа на копното, видоа леб и риба ставена на разгорен јаглен. Зошто не јадете леб и риба на разгорен јаглен? Само леб и вино. Тој зборува за духовна храна. Храната Господова вечера е да ја исполнуваш волјата на оној што те пратил, да ги љубиш сите. Исус им рече, донесете од рибите што пред малку ги уловивте. Дали си ти рибарче, ловиш риби или ловиш луѓе? Симон Петар се качи на бродчето и ја извлече мрежата на брегот. Во неја имаше 153 големи риби. Зошто 153? Не знам. Ако треба да знам, Исус ќе ми каже. Иако беше полна со големи риби, не се занимавам со споредни работи, се држам за Исус, со појасот на вистината сум се препашал за Исус и не пуштам. Иако беше полна со големи риби, мрежата не се скина, појасот нема да се скине. Ако се држиш црсто, дојдете и јадете, им рече Исус. Никој од учениците не се осмели да го праша, дали си на вистина ти, Господе? Зашто знаеа дека тој е нивниот Господ. Исус зеде од лебот и им раздаде, истото го направи и со рибите. Ова беше веќе трет пат како Исус им се појави на своите ученици, откако воскресна од мртвите. Добро е да се споменуваш, но не само еден ден годишно е. Денеска е петок, голем петок го викат, голема среда, голем четврток, велики сабота. Велик е само Бог, денот не може да биде велик. Те сакам, Господи Исусе Христе, Исус треба да биде жив во твоето срце. Диалог меѓу Исус и Петар, кога се најадоа. Исус му рече на Симон Петар, Симоне, сине Јованов, на секој еден од нас се однесува, ме љубиш ли повеќе од овие? Што значи тоа? Да, Господе, му одговори тој. Ако земеме дека рипна во водата и доплива првиот. И тој јунака трчаше прв да стигне, да види дали е гробот празен. Ти знаеш дека те сакам. Исус му рече тогаш, храни ги моите јаглиња. Со што да ги храниш? Па со духовна храна. Па кој ти дава? Па Исус. А како? Па ќе му го предадеш срцето и тој ќе ти даде служба. Тој ќе зборува низ тебе како што Исус не зборуваше од себе, таткото зборуваше. И втор пат го праша, Симоне, сине Јованов, Симоне, да се покаеш, синко. Ме љубиш ли? Да, Господе, му одговори Петар. Ти знаеш дека те сакам, тогаш грижи се за моите овци, му рече Исус. Треба да ги храниш јагнињата, малите. Овците да се грижиш за нив, да не погрешат. Исус и трет пат проговори и овој кад го праша, Симоне, сине Јованов, ме сакаш ли?
Те сакам, Господи Исусе Христе, со сето своје срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Петар се нажали што Исус третиот пат го прашаме сакаш ли, па му рече: Господе, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам. Тогаш храни ги моите овци, му рече Исус. Додека си млад, сам се препашуваш и одиш каде што сакаш, но те уверувам дека кога ќе остариш, ќе ги пружиш рацете и други ќе те препашаат и ќе те одведат таму каде што не сакаш. Исус го рече ова за да посочи со каква смрт Петар ќе го прослави Бога. Ќе го прослави Бога со каква смрт. Те сакам, Господи Исусе Христе. Потоа Исус му рече на Петар: дојди со мене. Дали ти чекориш со Исус и си спремен со смрт, со некаква смрт на стариот човек или физичка, првата, втората, да го прославиш семокниот Исус, Таткото Небесен кој пребива во Исус? Петар се сврте и виде дека ги следи ученикот што му беше љубимец на Исус, тоа е Јован. Тоа беше истиот оној ученик кој за време на вечерата се беше навалил на Исусовите гради. Дали си навален на Исусовите гради? Го беше прашал: Господе, кој е тој што ќе те предаде? Добро прашање. Немој да бидеш ти што ќе го предадеш Исус за било што, за некој партнер, за мајка, за син, за ќерка, за брат, за позиција во општеството, за мамона. Да го продаваш својот народ и мислиш дека ќе побегнеш, твоите деца ќе бидат во плач и крцкање со заби, македонски политичар, ти што го уништуваш овој народ и си слуга на сатаната за крвавите пари на мамона. Господе, кој е тој што ќе те предаде? Кога Петар го виде тој ученик, му рече на Исус: Господе, Петар пак го прашува: што ќе стане со овој човек? Помните, нели, кога му рече: тоа нема да се случи, Господе? Исус му вели на Петар: бегај од мене, сатано. Петар не си замина. Не си замина. Сега пак го прашува. Гледајте. Дојди со мене, му вели Исус. Пазете. Што ќе стане со овој човек? Слава ти, Господи Исусе Христе. Исус му одговори: ако сакам тој да остане жив, додека јас да се вратам. Жив додека јас да се вратам. Што ти е тебе грижа? Ти дојди со мене. Затоа се расшири глас. И ти треба да дојдеш со него, да дојдеш со Исус, во Исус заедно. Тој да оди, да ги облечеш Евангелието, обувките на Евангелието на мирот. Дека тој ученик нема да умре. Но Исус не рече дека нема да умре, туку ако сакам тој да остане жив додека јас да се вратам. Што ти е тебе грижа? Тој е Јован што треба да дојде. Што ќе го најави второто Христово пришествие. Тој е Јован. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Пазете, и сега ние се занимаваме со тие работи. И сега, што ти е тебе грижа? Зошто се грижиш ти што ќе биде? Ете, ние го имаме тој момент препуштање во Исус. Он се грижи, но јас се држам за него. Јас гледам да останам во законот на љубовта. Ти дојди со мене. Тебе ти вели. Овој ученик е тој што го виде и го напиша ова. Ние знаеме дека тој ја кажа вистината. Тој е Јован кој го пишува Евангелието, Откровението. Исус направи уште многу други работи, но кога сите негови дела би се запишале во книги, ми се чини дека во целиот свет не би ги собрало. Видете, храни ги моите овци и тој спушта текстови, поуки. Значи, јас не зборувам од себе. Негови се овие. Јас сум само сад, јас не сум достоен да зборувам од Словото. Пазете, тој ме води, тој ми дава сила. Некогаш слегува таква сила, може да се фати земјата и да се раскрши. Некогаш нема сила. Тогаш знам дека не треба да действувам од себе. Чекам водство. Вистина ви велам, кој верува во мене, во Исус, делата што ги врши тој, јас, Исус, и тој ќе ги врши, и ти ќе ги вршиш. Поголем дел од нив ќе вршиш. Поголеми, зашто јас си одам кај својот Отец. Исус оди кај својот Отец, ти застануваш на негово место. Јован 14:12. Сакаш ли да застанеш на негово место? Да ги храниш овците негови, јагнињата. Дела што се вршат поголеми од Исус и да си одиш кај својот вистински татко и создател. Дали сакаш да си одиш? Ретко ова го разбираат луѓето. Дали вршам дела на љубовта во името Исусово
Бегај од Македонија, сатано, и не се враќај повеќе, ти што сакаш да го распнеш народот, распнате Исус за нас. Македонија му припаѓа на Исус Христос. И дали жеднеам да си одам кај својот Отец на небесата, каде што имам подобра небесна татковина. Понатаму се стиховите, кои не од крв и од похот машка, а од Бога се родија. Јован 1:13. Од Бога се родија. Што значи да се родиш од Бог? Како да се родиш од Бог? За Исус се вели како единороден од Отецот. 1:14. Единороден од Отецот. Зошто тогаш славите женски божества од античка Македонија, од култот кон големата мајка и сите тие женски божества? Сте ја пресликале Богородица, го има тоа во светиот Дион, град на македонците, камена стела 200 години пред појавата реална на Исус Христос, нека е насликана Богородица, некоја женска од античка Македонија. Во погорниот ред Јован 1:12 се вели: на сите што го примија единороден од Отецот, он не роди по своја волја преку словото на вистината. Пишано е. На сите што го примија, треба да го примиш во срцето. Сите што веруваа во неговото име е Исус, не е некој друг. Им даде можност, сила им даде да станат синови Божји. Се однесува и на керките. Да го примиш во срцето, да веруваш во Исус, да станеш дел од Него, да му се довериш. Неговата љубов, која никогаш не престанува да клокоти, да баботи, да гори во твоето срце, кое станува чисто срце, прочистено низ огнот на љубовта, и ти ќе го видиш и ќе го познаеш Исуса. Да станеш дел од Него, од Неговата љубов која никогаш не престанува. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, да се преродиш, да се претопиш во Него. Претходно треба да се оставиш себе си, стариот тихо таму на крстот, Исусов стариот, грешен, телесен човек, да се соединиш во еден дух, едно тело, како што мажот и жената кога се љубат на почетокот стануваат едно тело, се име заедничко. Те сакам, Господ Исусе Христе, не веруваш ли, синко, дека јас сум во Отецот, дека Отецот е во мене? Отецот е во мене во дух. Зборовите што ви ги кажувам од себе не ги зборувам, туку од Отецот кој е секогаш во мене, тој ги врши делата. Јован 14:10. Еве ги тие зборови. Јас не зборувам од себе. По тоа се разликува духот во овие слова. Вие сеќавате мир, исцелување, љубов. Тоа е Исусова сила. Јован 14:10. Не верувате ли дека јас сум во Отецот и Отецот е во мене? Јас не зборувам од себе. Тој е секогаш во мене. Тој ги врши делата. Исус зборува, а ви зборувам и јас. Односно, Исус зборува низ мене 14, да се работи за соединување со Исус и Отецот Небесен. Соединување. Да направат сокровиште, да живеат во твоето срце за навек, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, во твоето срце Исус и во моето. Амин. Да те водат во сила од десната страна Исусова. Да вршиш дела на љубовта, во царскиот закон на љубовта. Во 1:14 Јован се вели: и Словото стана тело, живо Слово, во твојот кафес на телото, и се всели во нас. Ете ја суштината, полно со благодат и вистина. Кога ќе се всели Исус, ти стануваш друг човек, богороден, новороден, Христороден. Тој ги врши делата во духот. Со духот е со тебе, да оживее Словото, ти да бидеш тоа живо Слово, жив камен во црквата, да бидеш храм на Светиот Дух.
Исус да се всели во тебе, во твоето срце, да направат сокровиште со срцето со Исус и Отецот, небесен друг препев. И зборот стана човек и живееше меѓу нас. Тоа е неговото име е Слово Божјо натопено со крвта, за Исус се вели. Натопено со крвта во Откровение. Иако попрецизно е во нас живееше, внатре во нас, и зборот стана човек и живееше меѓу нас. Да му се поклонуваш на Исус и Отецот, во дух и вистина, не на светот, не на тие вредности што ти ги наметнува светот. Тоа е духот на овој свет. Тоа е што треба да направиш. Покорност, послушност, следбеништво кон Исус Христос. Вистината Исус ни ја открива, вистината ни ја открива Божиот дух, Јован 4:23. Ако живее во тебе, во истиот препев, во Јован 6:63 се вели, духот е тој што дава живот, а не човечкото тело. Нели Марија зачна од Свети Дух да ти покаже? Во 7:16 Јован Исус ни вели дека тоа што го проповедам не сум го измислил јас, туку произлегува од Бога кој ме испрати. И ова што јас го зборувам не е од мене, јас не сум достоен. Јас сум само сад. Јас служам со радост, сотрудник на Исуса Христа. Во 7:38 Исус ни вели, реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној што верува во мене. Те сакам и верувам во тебе, ти се доверувам, Господе Исусе Христе. Затоа има 500 завети, 60 на 70 песни, книги излегуваат. Оди на радио по Австралија, по Америка. Господи Исусе Христе, оди на телевизија, го гледа цел свет. Те сакам, Господи Исусе Христе, реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној кој верува во мене. И неговото царство нема крај, љубовта нема крај. И затоа со денови кога ќе се отворам и ќе слезам, можам да зборувам, тој зборува низ мене за Исуса, бидејќи како што рече овде, Исус направи уште многу други работи, но кога сите негови дела би се запишале во книги, ми се чини дека ни во целиот свет не би ги собрало. Не би ги собрало, тоа не сопира. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, тоа што го проповедам не сум го измислил јас, туку проповедувам од Бога кој ме испрати. Реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној кој верува во мене, мисли на Светиот Дух. Делата за слава Исусова ги врши Духот, ги врши. А ти си сад за негова употреба, лоза која е во него и со него и дава плод, служење, сотрудништво, следбеништво, пријател Божји, син Божји, со наследник Божји. Во 9:4 Јован ни вели, јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е уште ден. Оти настапува ноќ, ние сите сме свесни, кога не ќе може никој да работи. Настапува ноќ, луѓе. Ова се стихови да се замислиш, доаѓа ноќ. Нема да можеш веќе да работиш, ќе можеш само да се изјасниш за Исус или се откажуваш од Исус, ќе ти се заканат, ќе ти направат се и се што, дали ќе му останеш верен. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога, ја исполнува неговата волја. Него го слуша, така добиваш храна. Јован 9:31. Што слушаш ти? Молитви, повик за водство, помош. Што слуша тој? Тебе те слуша. Бог не слуша грешници. Оној што го почитува Бог и ја исполнува неговата волја, него го слуша. На Исус му велат дека во гревови е роден и не може нив да ги учи. 9:34. Пазете, кои се тие нив? Фарисеи, писпознанци, садукеи, првосвештеници, водачи на заедници, политичари, богати луѓе на светот што тврдат дека нема Бог, дека е лажна вест, а му се поклонени на сатаната.
оние кои го распна и се уште го распнуваат Исуса Христа праведникот. Тој победи, ја победи смртта. Тие кои говорат за него, а не ја живеат љубовта. Тие кои говорат за него, а не ја живеат љубовта. Те сакаме, Господи Исусе Христе, не ја извршуваат љубовта, си живеат по својата волја и мислат само. Значи, со устата сме исповедува, а со срцето се далеку од мене. Си живеат по својата волја, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Нека биде волјата Твоја, зашто Твое е царството и силата и славата и секогаш за секогаш, Исус, во срцата наши, од земјата до небесата. Предавам се во Твоите раце, Господи Исусе Христе, бегај од нас сатано во името Исусово и не враќај се повеќе. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Амин, до Божјо царство небесно. Зборовите мои нема да преминат. Бегај од сатано, се што не е од Исус да си замине од секој еден од нас. Амин. Доаѓам скоро, дојди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.